Неполни 2 месеци по излегувањето на емотивната поп балада "Имам се", со зборови кои допираат секого и се вртат во главата на секој родител од првиот ден до последен здив, македонскиот музичар и пејач Стефан Величковски веќе има нова песна. Овој пат летна, разиграна, полна со ритам, срцепарателни стихови кои опишуваат емоцијата на разделбата кога едниот заминува со карта во еден правец в джеб во некој друг свет, а сепак копнежот ја сече душата како жилет. Затоа зборуваат стиховите на темата карта, во кои одново се испреплетува семејната хармонија на пејачот со авторот на текстот, неговата сопруга, ТВ-водителката Ана Николовска Величковски, која заедно со Стефан е и коавтор на музика, додека аранжманот го потпишува Иле Спасев. Музички во прашање е поп песна со регетон призвук, налик на големите светски хитови од средината на 90-тите, како што беа Коко Джамбо на Mr. President или All That She Want на Ace of Base, например. Контроверзниот американски блогер и медиумска личност Перес Хилтон во вторникот бил хоспитализиран откако во неговиот дом на Флорида по бројни пријави од гледачи кои следеле вознемирувачки пренос во живо на TikTok, во кој изгледало дека се нанесува повреди. По завршувањето на преносот на социјалните мрежи почна да се шират вознемирувачки снимки на кои Хилтон наводно е облеан во крв. Портпарол на канцеларијата на шерифот на округот Miami-Dade за People изјавил дека полицијата реагирала по бројните повици од загрижени граѓани. Кога пристигнале во неговиот дом, полицајците утврдиле дека Хилтон бил сам. Во многу случаи, кога лице се соочува со криза поврзана со менталното здравје или активно се нанесува повреди, приоритет е деескалација на ситуацијата преку создавање време, дистанца и можност за комуникација, соопштија од канцеларијата на шерифот. Оттаму додаваат дека доколку не постои непосредна опасност за други лица, ваквиот пристап го намалува ризикот од повреди за лицето во криза, полициските службеници и јавноста. Со асистенција на службата Miami-Dade Fire Rescue, Хилтон бил принесен во блиска болница каде што му била укажана медицинска помош. На местото на настанот биле и членови на единицата за кризен одговор, како и лиценцирани професионалци за ментално здравје, кои им пружиле поддршка на членовите на неговото семејство. Со свеченото доделување на наградите и проекцијата на македонскиот филм Диџеј Ахмет на режисерот Георги Унковски успешно заврши 7-то издание на Галичник филм фестивал. Во текот на 4 фестивалски дена Галичник беше домаќин на филмски автори, гости и љубители на филмот од земјата и странство, кои имаа можност да проследат богата селекција на краткометражни филмови, мастер-клас, разговори со автори и придружни фестивалски настани. За најдобрите филмски остварувања одлучуваше стручното жири Вардан Тозија, Наташа Петрович и Ивана Шекуткоска. Галичник филм фестивал и оваа година ја потврди својата улога како значајна платформа за промоција на современиот краткометражен филм, поврзување на авторите со публиката и потекнување на филмската култура надвор од урбаните центри. Преку внимателно селектирана програма, фестивалот донесе филмови од повеќе земји, создавајќи простор за културна размена, нови авторски гласови и непосредна комуникација меѓу филмските професионалци и публиката. Виолинистот Ниек Бар и Бен Ким на пијано ќе изведат концерт во Охридската црква Света Софија вечерва во 21 часот во рамките на холандската вечер на фестивалот Охридско лето. Тие ќе изведат дела од Сезар Франц, Франсис Пуленг и од Франц Шуберт. Ниек Бар важи за харизматичен и сериозен музичар кој ја воодушевува публиката не само во неговата родна земја, туку и низ светот на сцените на Филхармонијата во Берлин, концерт Гебау во Амстердам,
Gewandhaus во Лајпциг, во Ориенталниот центар во Шангај и во Gasteig во Минхен. Особено значаен настан за неговата кариера е победата на надпреварот Оскар Бак во Холандија во 2018 година.